Првиот буквар за децата од Егејска Македонија од 1925 година доби ново издание, пообемен историски дел, осврт на значајноста на делото од денешен аспект и со македонска транскрипција на кирилично писмо. Целата композиција на преобјавениот абецедар дава ново издание поразлично од претходните. Иако никогаш во Егејска Македонија не се отворија училишта на македонски јазик и букварот никогаш не стана дел од тамошниот образовен систем, сепак и по 100 години првиот буквар е многу значаен, бидејќи сведочи за посебноста на македонскиот јазик и народ. Тој е создаден уште 50 години пред официјалната кодификација на македонскиот јазик и е доказ дека македонскиот јазик постоел како засебен јазик. Пишуване на воденско, прилепско и битолски дијалект подвлекува една од авторките на реобјавеното издание, професорката Виолета Ачковска. Тој буквар не се употребувал, делумно некој го виделе, но набрзо грчката држава го уништила, на штом се сочувал некој пример, фактички дека тој бил виден, така што 85-та година првпат се преобјавува во Грција, значи постоел таму, го знаеле македонското население, но за жал како воопшто што не било признато нити македонско малцинство, нити македонците имале, не знам, образовни, политички, национални такви права, така и овој буквар останал да не биде применет, никогаш не бил ставен во практика. Професорката Елка Јачева Улчар од Институтот за македонски јазик, која ја направи транскрипцијата на абецедарот од латично на кирилично писмо, вели дека трагале по идентитетот на авторите. Според пронаоѓањата станува збор за грци со солидно славистичко образование. Трагавме по нивниот идентитет. Моите истражувања врз основа на она како е предадено со латиница се дека не се работи за словени пород, не се работи за македонци, мислам дека се работи за грковласи кои што имале солидно славистичко образование. Новото издание на македонскиот буквар, чија оригинална верзија издадена по Балканските војни и поделбата на Македонија, сега содржи податоци за положбата на македонците во егејскиот дел на Македонија, за Друштвото на народите од Женева и петициите што се испраќани дотаму, а се однесуваат на правата на македонците. Историскиот осврт и носечкиот дел го дава професорката Јурукова, која вели дека абецедарот бил издаден во време на тешки превривања на политичка сцена за македонското прашање. Од Турција околу 1.500.000 жители се населуваат во егејскиот дел на Македонија. На македонците во егејскиот дел на Македонија се врши една голема тортура, иселување на секој чекор со цел да немаме ние никаков идентитет. Имињата му се менуваат етникумот, значи градови, села, имињата се менуваат. По директива на Друштвото на народите од Женева, по објавувањето на првиот абецедар требало да се отворат македонски училишта во Егејска Македонија, но грчката влада не го дозволила тоа. Абецедарот со грчки маневар напишан на латински јазик за да им биде понедостапен на македонските деца. Трите професорки и авторки на преобјавеното издание со својот придонес креираа ново, уште позначено дело кое ќе остави белег во македонската книжевност, наука и историја.